Секој ден ми веле, ме зафркава така, дека треба да одам на балет, например, да играм на некој друг спорт, дека фудбалот не е за мене, дека е груп спорт, дека е машки, но јас продолжив со фудбалот. Во моето семејство нема спортисти, но од секогаш ми зборувале дека треба да се спортува, дека е тоа убаво и едноставно од малецка ми се јави голема желба кон спортот и почнав да спортувам. Ги пробав сите спортови, од кошарка, пливање, ракомет, но од сите спортови најголема желба ми се јави кон фудбалот и едноставно тоа ме повлече. Најголема поддршка имав од мојата прабаба, која поради нејзината упорност и големата поддршка, останатите во семејството почнаа да ме поддржуваат. Од мојата 8 година почнав да тренирам прво со машки, прво во Евроспорт, после тоа се пребацив во машки клуб ФК Куманово и веќе кога наполнив 14 години немав право да играм со машки, се запишав во ЖФК Речица. Да бидеш добро крило, потребно е да имаш брзина, техника, прецизност, ориентација во простор и сето тоа доаѓа со тешка работа секојдневно. Мојата работа е да постигнам гол, да направам асистенција и највеќе да помагам на моите соиграчи во одбраната. Се случи еднаш, тука игравме на домашен терен, играв во првите 5 минути, ние почнавме да водиме, јас дадов веднаш 2 гола и имаше пенал за нас, судијата судеше и гостите почаа да се бунат. И со нивниот тренер исто така и една од играчите ме нападна мене, сакаше да ме тепа и тоа. И сите од незиниот тим се придружија на неа и малку беше гужва. Како добар играч мора да бидеш стрплив, да не паѓаш на тоа, да не возвраќаш на секакви провокации. Со голема, напорна и тешка работа го постигнав тоа што го посакував. Голема чест ми е да сум дел од нив и во моментов сме на припремен период каде што се спремаме за идните големи надпревари. Се надеваме за добри резултати и дека нашата репрезентација ќе ја покажеме во најдобро светло. Такви деца и такви фудбалерки во женскиот фудбал и многу малку во Македонија. Незината дарба и талент е надограден со голема волја. Она е еден од адутите во нашата екипа, која е во првиот тим најмала по години, докога игра во младинската, например, екипа. Таму веќе, да кажеме, и лидер на екипата, и главен играч, значи и голгетер, и мање више се врти околу неја. Има талент да бидем и најдобар во Македонија, што дефинитивно. Сите што ја знаат еве и во селекциите таму во Македонија, сите го делат тоа мислење. Сега како она ќе се развива натака, од неја претежно зависи. Мојот идол е Наташа Андонова, таа игра за репрезентација на Македонија, а е дел од големиот клуб во Шпанија, Леванте. Се гледам себе си во некој голем клуб во Шпанија, например, Барселона.